Овој прес на партијата Левица е свикан по повод контравезната седница, 112-та седница на Слободнината Македонија со тие 9 првично и сега 8 наменски закони за конзорциумот Бехтел и ЕНК кој што треба да го гради, значи коридорот 8 и коридорот 10Д. Мислам дека јавноста веќе е запознаена со најбитни работи со фактите, но чисто накратко да започнам со тоа, сакам да се потсетиме. Значи, како прво, тие закони иако беа предложени од претеници, ние се сомневаме дека се од владата, не беа ставени никаде на увид, деловникот беше прекршен, не добивме 10 дена, значи на увид, добивме максимум 5 дена за материјалите и 2 дена за седницата и само на кратко со тие првично 9, сега 8 решенија, што всушност се носи. Значи, изведувачот, конзорцијот Бехтел и ЕНК ќе биде ослободен од ДВД, ќе биде ослободен од сите увозни давачки, акцизата за енергенси ќе му се враќа, експроприација на земјиште кој ќе се прави, нема да се чека првосилна одлука, додека македонските граѓани се тужат со државата или со конзорциумот, значи ќе се фрла бетон и асфалт на нивната земја. Потоа, одобрувањата за проект градежен се скратуваат, малтене без проект ќе може да се гради, полесна пренамена на земјоделско земјиште, полесна пренамена, значи на шуми, ќе се сечат шуми, работа во недела, ова е за законот за работни односи, значи работа во недела и повторно зголемување на 8-часовното работно време, иако во државата имаме 40-часовно работно време, значи до 60-часовно работно време. Значи ние вака влегуваме во еден вид на, јас тоа би го нарекол, корпоративен феудализам. Каде за корпорациите не важат закони, туку законите ќе важат само за обичните смртници. Сега, што е тука побитно во јавноста, баш го гледав и подпредседателот на ВМРО ДПМН Николовски беше вчера на една од националните телевизии, се излезени многу погрешни информации, јас сакам тука да ви го кажам, всушност деловничкото сценарио, како може да се одвива целата работа со комисиите и како може да се спречи. Значи, у суштина, уште у старт кажувам дека единствена комисија која што не може да се спречи, деловнички, е Комисијата за економски прашања, која што е раководена од власта, од СДСМ. Сите други комисии може да се сопрат. Останати други комисии се 4, од кои што 3 ги раководи власта, значи власта раководи буџет финансирање, земјоделство, штумарство и водостопанство, и транспорт и врски. Зборам за опозицијата, да. Што значи опозицијата, ВМРО ДПМН, со коалицијата, всушност, тука има предност. Значи, раководи 3 комисии, само на буџет и финансирање е ограничена дискусијата, но веќе од искуство знаеме, тоа може да го прашате и председателот на комисијата, Бојан Стојански, има неколку закони, не знам тачно колку, кои што у наводници се држат у фиока и не се ставаат на дневен ред. Тоест, може би се стави на дневен ред, ама не се отвара расправа и тоа е на негова дискреција. Што значи тоа може да се направи сега, да не лажат јавноста дека не може. Останатите две комисии истото може да го направат или во случај може и самите пратеници да блокираат или со зборување или административно со амандмани. Останатите две комисии кои што ги раководи власта се економски прашања, кои што мислам дека раководи колегата Диме Велковски, таа не може да се блокира, ограничена расправата за скратена постапка за 2 дена, редовна за 3 дена, и труд и социјала, која што раководи колегата Елмија Зири од Алијанса и која што е закажена денеска во 14 часот, на која што ќе се обидат од наши информации, насилнички да го пробутаат, значи, измените во законот за работни односи. И тука има уште еден интересен момент. Таа комисија треба да припадне на опозицијата, еве на пример зашто да не ја води Левица, и на ВМРО ДПМН како најголема опозициона партија е должно, тоа е нивна должност да ја побараат. Тие не ја бараат таа комисија, че таа комисија треба да ја води или алтернатива сега, или БЕСА, или на крајот на криштата и Левица. Значи, сакам јавноста да знае, ако нешто помине, тоа ќе помине затоа што најголемата опозициона партија сака да помине. Ние со 2 пратеника и со тие ограничени ресурси кои ги имаме, ќе дадеме се од себе да ова да го спречиме со сите расположливи средства, кои што не остануваат на располагање.